Беше тоа на 13. мај 1901 година, кога македонскиот драматург Војдан Чернодрински ја формира првата македонска театарска група Скрб и утеха. Беше тоа на 13. мај 1961 кога преку телевизија Белград емитувана првата телевизиска емисија од студиото Скопје, наречена Балкански концерт, која изведоа првенците на балетот при Македонскиот народен театар, Елпида Пакоска и Јован Пашти. Беше тоа на 13. мај 1991 година, кога Собранието на град Скопје донесе одлука за прогласување на Катлановскиот предел за споменик на природата. Овој споменик на природата се наоѓа на левиот и десниот брег на реката Пчиња и левиот брег на реката Вардар. На 13. мај 2001 година, начело со Љупчо Ѓоргиевски, е формирана владата на широка коалиција, во која учествуваат сите најзначајни политички субјекти во тоа време: ВМРО ДПМН, СДСМ, ДПА и ПДП. На 13. мај 1949 година, на Неретска планина, како борец на 18-та бригада на ДАГ во борба против грчката владина војска, загина Тина Андреева Цвета, македонска хероина. Таа спаѓа меѓу најистакнатите македонски жени борци на ДАГ кои храбро се бореле за слобода на македонскиот народ. Псевдонимот Цвета го добива по толкувањето на ликот на Цвета во представата Македонска крвава свадба, која за првпат била изведена во селото Емборе, Кајларско во 1944 година. Тина Андреева е родена во селото Мокрени Костурско во 1928. На 13. мај 1965 во Белград умира Ристо Лозановски, македонски академски сликар. Неговиот опус, што го создал за неполни 15 години од неговиот творечки живот, изнесува 150 слики, цртежи и графики. Лозановски е роден во селото Големо Илино на 5. март 1923.